До инвестиции само со заеднички настап. Премиерот Мицкоски покренува регионална иницијатива за вложување во енергетиката вредни неколку милиарди евра. Ова тој го најави во гостувањето во емисијата Заспи ако можеш на Алфа. Неговата идеја е промоција на регионот на Западен Балкан како локација за крупни енергетски проекти. Првични разговори веќе биле направени со другите премиери. Овој предлог Мицкоски ќе го стави на маса на следниот состанок ЕУ Западен Балкан во Подгорица. Мицкоски вели дека потребите за струја ќе растат 2,5 пати побрзо отколку вкупните потреби за енергија и Македонија тоа може да го искористи. Според него, проценките се дека во следните 10 години ќе недостасуваат 40.000 теравати инсталиран капацитет на глобално ниво. Па ако овие 6 држави имаат нови капацитети да произведат макар 0,1%, тоа ќе значи инвестиции од стотици милиарди евра. Предлог ми даде и министерот за надворешни работи и надворешна трговија Тимчо Муцунски да ја брендираме со име СЕЦИ. Скопје Electricity Connectivity Initiative, така да ја именуваме. И тука да го направиме тој прв кик-оф состанок во кој што сите ние ќе предложиме проекти кои што потоа ќе бидат дел од тој регионален пул на проекти кои што ние ќе го нудиме на странски инвеститори и да си дефинираме приоритети, да формираме тимови, да се поделиме на различни центри во светот и да го представиме регионот, тоа што ние го нудиме како регион во делот на инвестиции. Паралелно на иницијативата за повеќе регионални енергетски проекти, Македонија активно работи на проширување на капацитетите за производство на струја. Фокусот е особено ставен на енергијата од обновливи извори. Оваа пролет на терен ќе почнат активностите за реализација на ветерен парк во општините Штип, Радовиш и Карбинци. Со ова, вели Мицкоски, паѓаат во вода обвинувањата на опозицијата дека оваа инвестиција ќе остане само на најави, а не на реализација. Молат Бога од опозицијата и медиуми блиски до опозицијата да не успее, па измислуваа дека си отишле, дека ја прекинале инвестицијата од половина милиарда долари. За нивно разочарување, а за добро на македонските граѓани, таа инвестиција се случува и на пролет, веќе на терен ќе почнат теренските активности, веќе добија одобренија за градба, така што јас можам со жалење да изразам дека опозицијата и политичарите од опозицијата ќе бидат разочарани што ќе се случи оваа инвестиција. Интензивно се преговара за да се најдат инвеститори за изградба на хидроцентралите Чебрен и Галиште, како и Бошков мост. Паралелно на ова, Мицкоски информира дека инвестициите во енергетиката ги вклучуваат и гасните електрани на турскиот холдинг Акса, интензивната изградба на гасниот интерконектор со Грција, негово продолжување до Србија и рестартирање на изградбата на далноводот од Битола до Елбасан во Албанија. На обвинувањата на ДУИ за зголемен увоз на струја во земјава, Мицкоски вели дека е точно дека во одредени делови од годината се увезува, но партијата заборавила да спомене дека државната ЕСМ во ноќните часови извезува струја. Тоа значи приходи и до 150.000 евра дневно. Според него, нормално е да се купува струја кога е ефтина, а да се продава по повисоки цени за да се заработи. Уверува дека ЕСМ е на пат за финансиски да се консолидира по годините лошо раководење од страна на претходната власт.